Денешната емисија ја посветувам на традиционалната храна за Охридското поднебје. Во разговорот со госпоѓа Велика Стефанова ќе се навратиме на вкусовите кои што се традиционално пренесуваат од колено на колено во охридските семејства. Ќе дознаете повеќе како се подготвува чомлек, млечник, дури и пелте. Ве поканувам да останете во следните минути со нас. Луѓето од секој регион имаат своји традиционални јадења и начини на подготовка на храна. Охриѓани не се исклучок и може да се пофалат со бројни специјалитети кои некогаш ги подготвувале и за празник и за делник. Иако можеби денес се подготвуваат поретко, не се заборавени. Новото време носи и нови начини на подготовка на храна, ама во нашите сеќавања за секојаш остануваат врежани спомените на незаборавните вкусови и мириси кои не потсетуваат на минатото време. Посебно тоа е случај на празниците, кога со носталгија се сеќаваме на трпезите, кога нашите баби и мајки се грижеле да не разгалат со вкусни специјалитети, подготвени со многу љубов и трпение. Скоро секое годишно време и празник е поврзан со подготовка на некој специјалитет. Некој од нив се мазникот, коматот, млечникот, божикните колачиња, чомлек, пача, ѓомлезе. Охриѓанката Велика Стефанова, учителка во пензија, ќе не посети на некои подзаборавени вкусови на јадења кои потекнуваат од Охридскиот регион. На почетокот на годината во месец јануари има голем број на имендени и верски празници, како што се Божик, Василица, Свети Јован, Свети Танасија. Велика Стефанова се присетува на бројни традиционални јадења кои за нивното семејство ги подготвувала мајка им Дилбера Крстеска. Споменот на специјалитетите буди носталгија за тоа време, кога одредени јадења се подготвувале исклучиво за еден празник, а Стефанова си приспомнува како се прославувала Василица, православна нова година. За Василица, стара нова година, правеше топенца. Топеница. Не знам сега овде како е прајд, ние е правевме обавезно. Како се подготвуваше? Се подготвуваше варено тесто. Во тенџере вода се ставаше, малку маснотија, масло или во зависност со што си готвеле домакинките, и кога ќе завреше малку сол и една лајца шеќер. Малку тестото да удира не кон благо, ама да не е она сосем тесто. И кога ќе завреше со дрвена лајца, се турива брашно и се меша. Се меша едно 10 минути да се измеша убаво, да нема грудки, ко варено тесто ќе дојде. Потоа се трга од шпаретот и тепција. Порано ние бакарните тенките тепци во такви го правеше мајка ми, не е важно во каква, се напрскува дното со маснотија и со лајцата дрвена се зема на масата на брашнета, то парче од тестото, варено, малку се со раце се замесува, малку, една форма мазна да му се даде и се плеска. Се плеска не многу во тепцијата, еден круг. И се попрскува пак со маснотија. Пак се земе друга лајца. И таа се меси, се става над оваа и третата дури има тесто. Потоа се исплескува да се наполни целата тепција еднакво. Дебелината некаде толку ака да дојде. Потоа со лајца, лајцата се става во сад со масло, да речеме. Се става и по тестото се оди со лајцата на растојание од 1 сантиметар. Кога ќе почне да лепи, пак се става во маслото, пак така. Целата тепција во редици
ќе се направи така. Ќе се ишара целата тепција со тоа. Се печи полека дека е варено, полека сакат печење, и кога ќе се испечи, ние знам како деца го сакавме така, да скршиме и да си го јадиме. Значи, то се јади и така, но традицијата не е довршена на тој начин. Се дроби топенцата. Дали со нож се сецка ситно, како за попарако да си правиме, или со раце, ќе се издроби во тепцијата, се прска маснотија и на шпоретот, тогаш шпорети на дрва, како што имавме, тепцијата ја збираш. Се пржи на слаб оган, ама со сати мајка ми ќе си меша то полека, ќе се тлеи, ќе се топи, ќе се направи дури како алва. И добива еден таков убав вкус, што ми се чини ни комад, ни баница, нема таков вкус. Тоа е нормално, секој прајање си има посебен вкус. Ама тој вкус беше многу убав. И е, затоа што го прави мушче. Потоа, ритуалот за Нова година, почнува, значи, Нова година наша, имаше обичај од овошните дрва од бавчата, гранчина ќе скршеше, ќе ставеше во тепцијата неколку, заберикет на овошните дрвја во нареднава година и исушени магарешки трња. Кај дедо ми во бавчата имаше, ќе ги змиеше рачките и ќе ги ставеше, а нив ги викаше Василки, значи Василица, Василки ги викаше. И со усул паричката ќе измиеше и во некој крај од тепцијата ќе скриеше. И во топенцата, јадејќи, ја баравне паричката. И овој ритуал беше само за Василица. Во минатото за водици задолжителна била подготовката на пача со свински коленици и лук. Во тие скромни времиња покрај пачата сепак на трпезата се изнесували и други јадења. Традиција ни беше пилешко. Тогаш немаше да се купи замрзнати вакви домашни кокошки. Се разбира постара кокошка. Ќе се заколи и обичај беше да се направи со кробит како гулаш. Тоа беше многу вкусно. Многу убав вкус имаат тие домашните кокошки или петел, обично и петел. И покрај друго јадење, месо печено или не знам какво, кој како си имал, традиција ни беше барем кајдас вака. Некои фамилии може да се имале друг обичај. За Коледа во семејството на Велика од секога се меселе батникови колачиња од тесто за коледарчињата. За Христовото раѓање Божик пак, таа раскажува дека исклучиво се подготвувал познатиот охридски чомлек. Кажува дека тајната на вкусот е во земјеното грне со капак и бавниот начин на варење. Ниедно јадење на брзина праено не е вкусно. Се е полека. Нарочно полека да се готви, било да е на рингла, било да е во шпорет, полека да се прави. На брзина не. Полека, а турлитавата пак и чомлекот уште повеќе. Ние порано, кога немавме шпорет на струја, како деца знам, носевне на фурна, овде крџамија Димко Шатран. Фурната од денски што печеше, беше врена. И ние чомлекот ќе го наредевне ред кромит, ред месо, лукче,
обавезно, пак ред кровичина, ред месо, ред лукче, се така да се наполни. Капачето на грнето, имаше ни грнина по-широки долу и сега имат, тесто околу, скроз да е затворено, како да е експрес лунец. И го носевне на фурна навечер. Са бајле, кога го земевне, то беше све стопено, а и кромичината беа цели и беше многу вкусно. Само нафурна ги носевне. Немав никај да ги правиме. Во фурна не само што се печел лебо, туку се подготували и други разни јадења. Исто така нафурна носевне и тикви. Тикви тогаш немаше вакви тикви, овие големиве, оние што викаме свински, ама узреани. Целата тиква, без да ја пресечеш, ја носиш нафурна и са бајлето, кога си ја земиш, кога ја расечиш, тоа е убајна натре вкусот на тиквата. Зашто затворено све. И полека си тлеела во умерена фурна, умерена температура. Рибата, која некогаш во Охридското езеро ја имало во изобилство, често била на трпезите. Рибата јадевне, тогаш имаше риби, имаше и пастрнки стално кога сакаш да земиш, али традиција беше за Свети Никола за славата, обавезно да бидат во поголемо количество, со гости, со тие работи. Тогаш немаше нормално морски риби замрзнати, ами почнувајќи од плашица па до пастрнка. Ама имаше во секое време. Си ја правевне со кромит, пржена, со компир. Па рибата ние ја правевне најчесто со кромит. Ке оставевне и пржена да имат и со кромит. Кромидот се дробит, се пржит, убаво, и се туриват пипер, црвен, бибер, водичка и се стават парчината риба згоре и во релна да си се приготвува. За празникот Прочка пак вредните мајки и баби задолжително го спремале млечникот и мазникот. А млечникот го правеше во... Ки избијаше јајца со лајца со вилишка, да не бидат избијани со... Остај што немаше миксери, ама не е то. Со вилишка или со лајца, со шеќер. Колку јајца, толку лајци шеќер. За еден литар, например, млеко, 6 јајца или 7. Толку лајци шеќер ки измешаше и во плехче, во релната, ќе си се испечеше полека згора црвенка, а натре е шарено, каде бело, каде жолто од жолчката. Не да бидите еднакво. Мајка ми правеше еден мазник, што многу жалам за него, што не можам да го направам. Немам услови за него да го направам. За него требаш поредна дрва и тестово се меси како за комат. Се сучи, тенки корите како за баница, за колбурек, шо велиме, ама мајка ми на чаршав по креветот, по каучот, малку да се подсушат. Дури сучит ги клават, малку да не се ептем од сукало да се печат. Потоа, откако ќе ги сучеше, шпоретот умерено да горит, ги печеше од дозгора на шпоретот. А ми се чини дека никој таков мазник не прави сега. А е претерано вкусен. Корава ја земат од креветот и на сукало ја клават на шпоретот да се печат. Одавде ќе се испечат.
ја превртуват одавде. Овај дел сега е печен, на него кладат непечена кора. А ова здола си се печи од другава страна. И сега го превртуват, шум ова се испекло, сега ова да се печи. Ова дур се печи, на овој печениот дел става друга кора. Се дури имат кори, дали 15, дали 20, према потребата, како што си правила. И сите заедно со сукало ги превртуват на шпоретот. Сите префрлени вака и само ги превртуват. Ги стават и ги превртуват. Кога ќе се испечат, тие се крцкави. Ама разбира се да не изгорат, само жолти црвени да бидат. После ги извават на масата и сите една по една ги одлепвит. Тие некои се залепени. Ги одлепит една по една и потоа во тепција на мрсена стават една кора, ја прскат со масло, што било, и правит изварок со јајце, ама потечно, со вода измешано, од тието суво, крцкаво. И затоа се викаат прскан мазник дури, и такво име носит. Се попрскуват кората, се става другата, исто така се прскат. Таа си примат и маснотија и од изарокот. Се така дури имат кори. И сечи на форма на мазник. И ја стоплуват во релна, али вуста се топит како попарена баклава. Толку е вкусна, ама ние шпоретите ги фрливне. Имавне шпорет во летната кујна, ама немавне каочка и ги гледам корите, нека се качувам поскала горе. Немаш услови. А кој што си има таков шпорет, вака овде во кујнава, ќе си постели, може да го направи. И ми е криво што не можам да го направам. Стварно е многу вкусно. И доста непознато. Стефанова се присетува на вкусот на еден друг вид мазник, што го нарекувале градски. Друг вид мазник правеше, го викаше градски мазник. Зошто градски мазник? Не знам. Исто варено тесто. Само кога го извајт од шпорето, тенџерето, земат со лајца и во тепцијата на мастена, стават, го плескат, не го месит веќе, ова не е месено. Само со лајца стават и му стават или малку таранче и сиренце, или малку губи и сиренце. Пак со лајца земат, му стават, го поплесквит, го покриват, средина, пак му стават изварок. Пак така дури да се потроши. Ке го исплескат во тепцијата, ке го изечит и пак на полека во шпоретот го печит. И уште еден мазник знам, само за него треба цел квасец. Кило брашно се замесува со водава, со сол, малце шекерче, колку заадет, малку масолце клаван и се дели на 9 дела. Секој дел се сучи колку што е дното на тепцијата, а мерката за ова количество брашно за килограм ми одговарат на тепција овие чингени број 34. Може послабо ако сакаш или подебело, ма јас таква мерка му зедов. И сега ќе се исучи првото тесто, се става во тепцијата, се намачкува со начетката со маснотија и се става пак сирење со јајце или некои си сакат и прас тука помешано, ама младите сега не јадат прас и то не го правам. Некои со зелка го сакат кисела исто. И така сите 9 дела.
се попрскуваат, прво се сечит на квадрати, се попрскуваат со маснотија и кога го клаваш во рерната, тогаш ја пушташ рерната. Не во загреана, во сосем ладна. Го клаваш плекчето, тепцијата и го пушташ порето да се печат. И то постепено како што се затоплуваат, а имат квасец цел, и кога ќе стане толкаво, ама толку е меко, толку е вкусно, многу е убаво. На овие простори под сач се приготвувале ѓомлесето и комадот. Најчесто се правеле во летните и есенските денови. Ѓомлезето многу го правеше мајка ми. Си имавне кујна летна со огниште, со сач. Некогаш и од комшите сачки земевне со два. Едниот печи, другиот се греит на огнот за побргу. Правевне и ѓомлезе, а честопати мајка ми коматот го печеше под сач. Не нафурна, тогаш нафурна носевне. Туку под сач. Под сач испечен беше многу повкусен. Отколку нафурна. Исто и коматот со прас, и изварок, и јајце, со спанач, со сирене. Со тие три работи го правевме коматот. И го правиме, де. Великден пак се празнувал со задолжителните црвени јајца, јагнешко месо и баклава. За Великден и тогаш и сега највпечатливиот момент се јајцата. Тоа е традиција од секогаш. Друго приготвувавме јагнешко. Јагнешко печено, обавезно. Баклава мајка ми многу подсучеше. Во муслиманска улица живеам, ама не им изостануваше на комшивките. Многу беше мераклија на сучење. Губи, не сакаше никој да ја поможи сама да ја направи, да не се криви како со шестар ги сучеше таа. Таа земаше со сукалото од ова страна. И јас гледајќи ја нејзе, така земам, навака. А гледам други жени од навака земет. Значи и тука било некоја навика, како што ќе гледаш, како што ќе учиш. А јас имав мерак да гледам. Ако некаде одеше, мајка ми се свртеше, јас сукалото, ми ја искриви губата, ке ме караше. Таа сакаше да биде се во ред стокмено. И баклава обавезно правеше. Ке ја попареше, се. Колбурек сучеше, кора со кора, вака само виткано во тепцијата. Колбурек. Све сама. Губи сама сучеше. Подготовката на пејте и ден денес е традиција во семејството на Стефанови. Различно е по боја во зависност од видот на грозјето, напоменува Стефанова. Виново го стававне во тенџере, например 3 литри, 5 литри, колку што сакавне. Мајка ми, не знам од кај бил тој обичај, не сум ја прашала, во едно чисто крпче, разбира се, бело, ќе стегнеше оцеен на пепел. Луга ја викаше. Ќе стегнеше убаво и таја да зоври со водата. То се викаше пресекување на ширата. И сета пена, сета кисело што била создадена или нечистотија или што било, ќе излезеше на тенџерето. И то со лајца ќе го собереш. И кесето ќе отргнеш.
И после брашно си знаеше за колку вино, колку лајци брашно и треба и шеќер обавезно. Колку да беше блага ширата за брашното и за тоа варенето си сакаше и шеќер. И шеќер ќе ставевне, ќе го изматеше убаво грудка да не остане никако. И каша, некоја каша подебела доста отколку за палачинки, разбира се, и се мешат во виното и се туриват непрестанно, за да не се напред грудки. И на несилен оган, да не загори, се меша, дури да се згусни и да се свари брашното. Потоа во водени чини, наквасени и седени, за да не се лепи. То просто се излегвеше после. Се туриваше пелтето и се оставаше да се олади. Од озгора се ставаше орех кој сакаш, а можеш и без орех. Да ми дојдиш на визита, јас да те пречекам. Не можам јас да дојдам, ти Кира Марие, кажи. Во времето од нејзиното детство и младост, Стефанова раскажува дека јадењата се подготвувале исклучиво од сезонскиот зеленчук и домашните животни кои се одгледувале дома. Ама немаше маркети, немаше замрзнувачи. Ајде, прасеко ќе заколевне, ќе го насолевне и солено се јадеше. Кај да го држиме? Немаше кај да го држиме. И тие беа рецептите после. Со зелка, со грав, со компир, ама солено. И за пржење ќе го одсолевне картината, ќе испржевне, ама и то друг вкус имат. Со денешново време не можеме да се споредиме, затоа што во секое време можеш да најдеш се. Тазе, сега тазе, главно свежо, замрзнато какво било. Ама пак не јадевне замрзнато, можда и поздрави зато бевме. Јадевне здраво домашно, било да е пилешко, било да е прасе, наше ранито го знаевне, со што го храниме. Сладкото и некогаш и денес се приготвува, како што би рекле охриѓани, за чест. Со домашно подготвеното сладко и чаша студена вода, на гостите им се посакува добре дојде за обична посета и за визита. Јас благо не ти љубам. Сладкото се правеше од повеќе овошја, према сезоната. Се почнуваше од черешни. Значи, во време на зрејање на черешните, сладко од черешни. Од црвени, од црни, од бели. Потоа ќе дојдеа кајсите и од кајси праевне, од вишни праевне. Па потоа ќе си дојдеше сезоната на смокви, со после август веќе, почетокот на септември, зреа смоквите и си варевне од смокви. Ние имавме во бавчата смоква, за која многу жалам. Имаше смокви за цела мала. Кому не дававме да си варет. На 2 дена беревне. Многу убави смокви, а плюс тоа ми беше подарок коренчето од една пријателка, од Струга го донесе на цветници на празникот на сопругот. Ова ќе го посадиш од бавчата ми е. И навистина порасне на голема смоква, од која и јадевне, и варевне, и на сите дававме. Ама веќе се пресече сега со изградба на куќата, сега ги купувавме. Понатаму од дуни, за визитите најмногу од черешни. Ние така практикувавме, од черешни најмногу. Како почесно ни беше. А макар да е убаво од смокви,
И од љупени, и од нелюпени, и од мали, и од зелени, и од зрели, ова е од зрели. Некои сакат од зелени, некои сакат од зрели, према вкусот, но сепак секој си вареше по желба. Велика Стефанова носталгично посакува да се зачуваат од заборав традиционалните охридски јадења и обичаи. Традиција си е традиција за све. За све е тоа. Било за празници, било за делници, традицијата треба да си остане како традиција. Било за храна, било за обичаи. И за обичаи треба сите да се почитуваат, да се памтат, да се негуваат. Колку толку сега, можда не од сите, зависи и од домашното воспитание на децата, било некој прифаќат, некој не прифаќат, ама потро од едно, две, пак да ќе се пренесуваат. Со самото растење децата, нешто ќе попримет и ќе се сетат можда на нас, како ние што се сеќаваме на нашите предци. Не можам да ги заборавам никогаш. Било да се тоа традиционални јадења, било да се обичај, било да се настани, берење на лозија, то беше настан. Настан беше како некој театар да сме гледале. Кој одевне грозје да бериме со песни, со работ. Па ако беше ченка да се љупи, ќе се искршеше ченката, дома се носеше во чардак. Сите роднини ќе се собере и навечер со песни, немаше телевизори и радија, да се љупи ченката и да се кажуват смешки, настани, приказки, моабети. То ни беше многу интересно нас. Нарочно љупењето ченка зимно време, мал денот одма се стеминат, туку да одевме некаде да видиме гужва луѓе да прикажуват нешто од стари, млади, машки и женски. И то ни беше многу интересно. Сега го нема то. То го немат. А многу беше интересно. Јас не можам да ги заборам тие вечери. Па костени вари, па некој преоблекувај се, па глумини нешто од машките, од домакините, па некоја смешка ќе ни кажеа. И тој беше театарот, тој беше телевизорот, се тоа беше киното, тоа беше. Разговорот со пензионираната учителка Велика Стефанова ќе го завршиме со нејзиниот оптимизам дека традицијата нема да се загуби. Со минување на годините помладите ќе примаат навики и ќе ја пренесуваат традицијата, верува таа. Во подоцнежните години ни сеќавањата за своите баби и мајки ќе се присетат на вкусовите и мирисите од нивното детство и тоа не треба да го заборават. Најголем грев и грешка е ако традицијата се заборави и занемари, порачува охриѓанката Велика Стефанова.